Граѓаните ги чекат тешка година со нови поскапувања и раст на трошоците за живот, предупреди председателот на СДСМ Венко Филипче, оценувајќи дека идната 2026 ќе биде исклучително кризна. Тој посочи дека државата ќе се задолжи најмалку 2 милиарди евра за тековни трошоци, дека во буџетот се намалуваат капиталните инвестиции и дека не достигаат околу 600 милиони евра приходи. Според Филипче, заедно со долговите и неплатениот поврат на ДДВ, буџетската дупка достигнува до 1 милиарда евра, а енергетската криза и поскапувањето на струјата носат ризик од нов инфлаторен бран. Поскапувањето на струјата ќе биде неколку денари, 3 денари, ама тоа ќе повлече поскапување на сите други продукти, се друго во земјата. Следи бран на огромни поскапувања на храната, на лебот, на млекото, на јајцата, на сите основни прехранбени продукти. При тоа нема најава дека ќе има зголемување на платите. Пропаѓаат преговорите со синдикатите. Премиерот Христијан Мицкоски ги отфрли тврдењата за економска криза, уверувајќи дека ликвидноста е обезбедена и дека враќањето на наследените долгови, за кои посочи дека се направени во времето на СДСМ, нема да ја загрози стабилноста. Тој им порача на граѓаните и бизнисот да бидат спокојни, посочувајќи дека инфлацијата се намалува, инвестициите растат и дека приходите во буџетот се над очекувањата. Значи 4 години влада, секоја година враќаме по 1 евро врзница која што ја подигнала владата на СДСМ и ДУИ. Отприлика околу 6 милиарди евра е целиот долг кој што треба во овој мандат од 4 години нова влада да биде вратен, но граѓаните и бизнисот да бидат спокојни. Исто како што нема мигранти, исто како што нема криза, така и средствата се обезбедени, ликвидноста е обезбедена, оптимистички се прогнозите за следната година која станува збор за македонската економија. Пред неколку дена, Регулаторната комисија за енергетика објави дека од 1 јануари цената на електричната енергија ќе се зголеми во сите 4 блока на потрошувачката. Поскапувањето се движи од околу 2,5% во првиот блок до речиси 4% во четвртиот, додека зголемување има и кај ефтината тарифа, што дополнително ќе влијае врз месечните сметки на домаќинствата.